Благодарам, председателе. Срам да ви е. Како не ви е срам? Не знам, овде. Срамота е ова што го... Девојчето мое вие ќе ми го мешате тука. Срам да ви е. Ајде. Благодарам за репликата уште еднашка, за контрарепликата, колешке. Не знам дали се слушате. Еднаш велите дека станува збор за исти амандмани, а друг пат велите дека била различна целта. Разликата на амандманите ви ја објаснив и јас претходно, а амандманот кој што следува ќе ви го појасниме дополнително. Сега да ви ја појаснам економската логика, а таа е, колешке, да не се трошат пари за стоки и услуги и договорни услуги, туку да останат пари за плати. Како постапивте вчера и каков популизам си направивте, си знаете самите. Ги навредивте сите вработени и кажавте дека не ги качувате платите за да немаат луѓето повеќе пари. Вие лично. Сега, вие имате лице да говорите за паднати кровови. Ви се молам, значи во ваше време да подсетам, падна кровот на гимназијата во која што предавате. Пред некој ден падна кровот во односно Лим очекува угостителското училиште пред кое се пофаливте дека проектот ќе биде завршен, секако ќе. Исто така пред некој месец или ден, не знам точно во временски период, падна кровот од детска градинка. И вие имате лице да спомните кровови. Сега, бидејќи спомнавте кое семејство, јас не водам евиденција на семејствата кои што инсталирале соларни панели во Охрид, ама ќе ве подсетам на еден многу сомнителен тендер кој што чинам дека изнесуваше 25.000 евра, доделен на фирма на Сашо Ордановски за фонд за иновации. Тој проект, колешке, и тие средства беа за плагијаторство. И затоа ќе ве замолам и за плагијаторство да не спомнувате. Ако ви треба нешто околу оваа информација, дополнително ќе ве информирам. Не отварајте уста онаму каде што граѓаните точно знаат што сте сториле, односно што се не сте сториле во интерес на криминалот во оваа земја. Ви благодарам.